кратко се заинтересирав за една педагошка практика и метод, наречена јазична бања, која што подразбира спонтано учење на јазик, со тоа што вие се впуштате во една средина каде што целниот јазик е примарен и го изучувате преку реални животни ситуации, ослободени од 100% фокус на граматички правила и преведување. Тоа значи дека вие се наоѓате во земјата каде што целниот јазик е примерен, како што реков, и имате предавања на тој јазик, имате многу различни културни активности кои што се одвиваат на јазикот и буквално сте ставени во позиција да морате да го користите. Нема превод, тоа е главното, бидејќи самата програма е структурирана меѓу тоа да се одржи едно меѓукултурно разбирање меѓу нордиските народи во регионот. Јас во овие 2 години имам запознаено само една студентка која што беше од Украина и исто така посветен истражувач на скандинавистиката. Освен тоа немам досега запознаено други интернационални студенти, така што за мене секогаш е на некој начин двоен предизвикот со оглед на тоа дека сум во средина со студенти чии мајчин јазик е секогаш еден од нордиските јазици. Она што ние денес го познаваме како стандардни јужнословенски јазици е производ од тој дијалектален континуум и збир на дијалекти. Една таква аналогија може да се направи исто така и со нордискиот, односно скандинавскиот дијалектален континуум, каде што шведскиот, данскиот и норвешкиот се меѓусебно разбирливи, иако и кај нив има забележани разлики со оглед на географската оддалеченост. На есен ќе стажирам на универзитетската библиотека во Stockholm's University во Стоколм. И на тој начин ќе добиам прилика да наблюдувам како работат 2 истражувачки библиотеки во 2 различни академски средини во истата земја. Нешто што за мене е доста интересно, бидејќи како една библиотекарка би сакала најмногу да се посветам на овој тип на библиотеки и да работам понатаму со новите студенти и истражувачи во академската средина. Не само студентите би имале катедри кои што би остварувале соработка, да речеме, во поранешните југословенски републики, туку зборуваме исто така и за, да речеме, железничка инфраструктура, каде што студентите би можеле слободно да се движат и со брз воз да стигнат од Скопје до Белград и таму да имаат еден викенд на ваква културна размена меѓу скандинависти и соодветни достоинствени услови за студирање и учење.